Благодарам, председателе, почитувани колеги, почитувана јавност. Ја како еден нормален, обичен професор, ќе се трудам да ве спуштам сите на образованието. Не во високи политички сфери. Еве како утре ќе ни дојдат новата изборна регулатива, па тука ќе имаме едно поледен мегдан колку сакаме да зборуваме. Но мислам дека овие актери нема да зборуваат, туку само ќе гласаат. Ве вракам на нешто што го сметам најважно. Ако некој не го смета образованието најважно во една држава, тогаш ја промашил работа. Тоа е темелот, тоа е А и Ш на секоја држава. Значи, тоа е најважното. Имате мегдан за дискусии колку сакате, без да шетате ни налево, ни надосно, ни нагоре, ни надолу. Образованиево е во тешка криза. Луѓето проценуваат кој ги чита законите, кој ги анализира, како ги поврзува и се дружи со тие луѓе сакајќи да им помогне. Овој телефон мој, не за џабе го носам на говорница, е преполн со пораки од типот респект, господја Грчева. Респект за се што кажувате во собрание и аргументите кои ги искажувате. Не дека само опозицијски настапувам, туку знаат дека секогаш правам анализа на се. Сетете се на оваа комисија пред некое време за образование, каде што никој не се сети, вознесен од новите идеи, не се сети да коментира за Академијата на наставници, што исто така многу спорен проект. Спорен. Па сега, од кога тоа јас го отворив, се сетивте нешто да подкажете до оваа пленарна седница. Тоа не е сериозен однос. И не си играјте со пленумите. Пленумите барат не утакмица 1-0 овде. Тие барат утакмица во која што ќе добијат широка подршка од сите партии, да го издействуваат она што ним им одговара, а им одговара. Значи, тргање на еден дефектен систем на екстерно проверување, но замена со перманентно следење на квалитетот на нашето образование, во кое што тие во еден инклузивен процес и те како имаат што да ни кажат, како тоа треба да го правиме. Јас не би зборувала тука за реформи во образованието. Искрена да бидам, после стариот систем, во кој што јас бев образувана, течеше една инерција од 5-6 години на тој систем, кој што беше добро фундиран, и потоа се почна да се оронува и да тоне надолу. Сите тоа од образование го гледавме и го знаеме. Денес добиваме се послаби студенти на факултетите. Нам доперва ни стојат реформи пред нас, не странични удари кои што не тргаат од основниот колосек на образованието. Као што екстерно, као што беше државниот испит, као што беа многу други, така наречени реформи. Нам ни стои ова по 10 пат го кажувам, структурирано средно образование, упарено, поврзано со високото образование. Тоа никој не го пипка, никој не го кажува овде, никој не го кажува. А сега е моментот, пазите, веќе доаѓа законот тропа за високо образование на врата. И тој сигурно не е прилагоден со средното образование. Тука пак ќе потонеме во дупка. Кого тоа го интересира одека? Никој. Све слушавме, само за образование не слушаме. Ревизија на наставните програми не чека. Практична настава, што практично нема, само на хартија има. Настава ориентирање на решавање на проблеми. Затоа на електрофакултет доаѓаат ученици, студенти кои што барат да им се даде равенката со 4 внатре променливи, па 3 да им се зададени, 4-та да ја најдат по дадена формула. Не можат проблем да се зафатат да решаваат. Релаксирање од учење на безпотребна фактографија, како што конечно на такво едно знаење и учење се темели екстерното. Интерактивна настава која што дури не знаеме што е. Кога зборуваме за интерактивна, мислиме на она од 19 век интерактивна. Ке разговарал наставникот со ученикот, тоа не е интерактивна настава. Веќе има многу помодерни методи. Промовирање на креативноста на учениците, нивната индивидуална способност
Значи, ни заработи библиотечни фондови, поврзување на целото интегрално образование. Тоа се работите што нас не чекаат, тоа се работите што нас не чекаат. Значи, една конзистентна стратегија час поскоро средното со високото образование, помните не ги зборовите. Повторно ќе влеземе во вакуум. Како утре ќе ни влезе во собраниска процедура новиот закон за високо образование кој што се работи, но тој повторно ќе бидам принудена овде низ не знам колку дебати и низ колку дискусии и реплики да се натегам дека нема да е врзан во еден систем со средното образование. И не се срамам да влезам во сферата на образование без да летам многу високо, а ќе летам кога ќе има потреба за тоа и сум летала, но го сметам образованието за најклучен систем во една држава. Најклучен систем. Ако тука немате што да кажете, па до утре да зборувате, па до задутре да зборувате, не знам зашто тоа можете да зборувате. Не знам зашто можете да зборувате и да се натегате те поезиите, драмите, вицовите, не знам што. Ова нити е за поезија, нити е за виц, нити е за ништо, за ронење солзија. За ронење солзија. Специјално за средното образование, еве беше кажано, уште во понеповолна положба со екстерното се ставаат овие матуранти наши кои што на пола материјал ќе добијат равноправна оцена, плюс се оптеретени вториот семестар, второто полугодие да учат за државната матура, која што исто така како концепт треба да се доработи, односно преработи. Многу материјал има да се каже за ова образование, што пазете, тоа исто така неколку пати го нагласувам, е еден од трите приоритети за Македонија. Енергетика, образование, инфраструктура. И во програмите на партиите тоа требаше да бидат тие три ударни елементи, а не образование да биде на 28 место. Па изгледа секаде е на 28 место, бидејќи ве гледаме дека се зборуваме освен за образование. Тоа е жално. Не следат оние луѓе наставници, 3-14 не следат и ученици и го барат резултат од овие наши дебати овдека бесконечни. Барат резултат, а не надмудрување. Тие барат широк консензус да бидат поддржани во намерата дека ова и вакво екстерно ги оштетува и учениците и наставниците. Но истовремено барат седнување заедно, бараат концепти, бараат стратегии во кои што и тие како носители на овие процеси ќе учествуваат и сигурно ќе ни кажат работи многу попаметни од ова што ние овде го зборуваме. Жалам што образованието се става секогаш, и тоа така и било во сите декади назад, образованието било секогаш буткано на спореден колосек. Затоа ни бегаат децата и без дебати да водиме за 400.000 избегани, тие не се веќе економска емиграција од добро ситуирани семејства бегаат по добро образование. Бидејќи овде не се дава надеж никаква дека тие деца ќе имаат еден конзистентен процес на образование со поставени цели кои што ќе поведат утре една модерна држава напред, компетитивна во нивните знаења. Барем еден степен се трудат надвор да завршат. Дебатата ви се сведува на тоа. Бегаат по добро образование. А овде, не знам оваа дебата на што се сведува. Не знам. Верувајте, навистина не знам. Изгледа треба да бидам засрамена, што нон-стоп јас овдека зборувам за образование. Цела година и нешто зборувам за образование. Изгледа не требало да се зборува, не знам. Не еве го телефонот и видете ги пораките од граѓаните. Дали ценат и проценуваат аргументирана расправа во корист на овие засегнати субјекти кои што се итекако повредени од сите овие странични удари кои што ги доживуваат. Тоа го очекуваат. Не очекуваат присвојување на една или друга или на трета страна. Не припаѓаат никому, тоа 100 пати го кажале јавно и гласно. Погледнете ги сите и дебатни емисии. Ќе видите дали се определени. Не. Бараат чаре од сите нас, а ние несериозно им враќаме со сето ова. Ви благодарам.